Naođeme vo najstarata zgrada na ova observatorija posle dvorecot, što ćemo vidime posle. Ovde je slavni od francuski astronom, osnivatelj na ova observatorija Janssen, počela pred jedan vek da go studira Soncetom. Ovde imame jedna od prvite fotografiji na Sonceto, možda i prva, snimena kako što gledate ovde na 1. april 1894. godina. I to od Janssen koji beše golem astronom i golem fotograf. Eve go Sonceto, gledate neka na povrninata ima dosta pegi, to va znači neka snimkata je napravena koga Sonceto bilo aktivno. Prečnik na Sonceto je 1,5 miliona kilometri, to va znači 4,5 pati rastojanje to zemlja mesečina, a to je otprilike 370.000 kilometri. Ovde gledate pegi. Pegi se pojavljaju, kao što rekao preska, jedan ciklus od 11 godini, znači 5,5 godini gi ima, 5,5 godini gi nema, so pojavata na pegite počela taka narečena aktivnost na Soncetu. Gledajte, ova pega, na primjer, ona ima otprilike 40.000 km prečnik, što znači koliko što je ekvatorot. Oni se važni zato što okolo njih, volnivnata blizina, ima taka narečeni eksploziji na Soncetu, vulkani koji gi vikame erupciji. I oni ima mnogo golemi posljedici na zemljina. Бидејќи праќат енергија во вид на светлина и во вид на корпускули. Една просечна ерупција има енергија од најголема хидрогенска бомба. Да ви кажам прво, Сонцето е една голема хидрогенска бомба. Внатре имаме ист процес што во хидрогенска бомба. Постојано водородот се претвара во хелиум. Во секоја секунда 600 милиони тони водород се претвара во хелиум. При претварањето на водород во хелиум имаме ослободување на енергија на 1%. Значи, хелиумот кој добиваме од водород нема иста маса, има 1% кој се изгубил. Тоа е енергија што ние добиваме на земјата. Ќе ме прашате зошто не експлодира Сонцето кога е една голема хидрогенска бомба? Затоа што ова реакција нуклеарна се врши во центарот на Сонцето, каде што температурата е 15 милиони степени, а на поврнината температурата е во 6000 степени. Значи, поврнинските слоеви се нема таква реакција и они тежат и држат равнотежа со енергијата која би експлодирала. Потребно е во центарот на Сонцето целиот водород да се претвори во енергија, во хелиум, а на ова слоите, надворешните слоеви не може да се претворат бидејќи температурата е ниска. Ова реакција се врши само при голема температура. Ние не можеме да го измешаме Сонцето па да гори. Значи, после тоа, кога во центарот целиот водород ќе се претвори во хелиум, ќе има друга теорија, хелиумот ќе се претвори во друг потежок елемент, ќе оди до јаглен. Али, се ќе има помало и помало енергија внатре, равнотежата со надворешните слоеви ќе биде помала и Сонцето ќе се наду како балон, ќе се надува. Така да сите планети ќе бидат внатре и нашава планета ќе се направи од средна звезда ќе се добие гигант. Дури и Јупитер кој е на околу 1000 километри од Сонцето ќе биде внатре, овде температурата ќе биде околу 3000 степени. Спас
ovde прашува, некои не прашува дали има спаси ако се најдат ракети, да ја погурат земјата на друга орбита, подалечна, или да одиме на некои други планети. Али, тоа нема да биде утре, тоа ќе биде после 5 милиарди години. Одделот за Сонцето на обсерваторијата Метон е еден од најважните во оваа обсерваторија. Овде работат неколку стотини научни работници. Во самиот оддел работат 80 научници, од кои 30 се доктори на науки. Сите овие работат на изучување на физиката на Сонцето, а наедно и на другите планети. Со други тројца колеги, ние испитуваме така наречено активно Сонце, активноста на Сонцето, по конкретно сончевите пеги, кои се појавуваат во еден циклус од 11 години, значи 5,5 години ги има, 5,5 години Сонцето без пеги. Со појавата на пегите, активноста на Сонцето почнува, што не е случај сега имаме мирно Сонце, активноста почнува идната година. Испитуваме физичките особини на пегите и хемиската композиција. Во моментот имам подаци од компјутерите, листа на таласни должини и ги успоредувам со податоци од лабораторија да видам овие таласни должини на кои елементи припаѓа, на која молекула или на кој атом. И спрема елементите, спрема молекулите кои се во пегата, после доваѓаме до подаци до температури, до композиција и така натаму. Паскал е еден скапоцен научник и соработник кој веќе многу години реализира една многу значајна и доверлива работа, а посебно ја изучува молекуларната структура на Сонцето. Посебно сакам да кажам дека тој е еден многу пријатен соработник, а она што јас кај него особено го ценам е пријателството. Впрочем, ние сите го цениме пријателството. Еве еден филм, добиен во еден спектрограф на Пиринеи, бидејќи имаме таму станица, и овде имаме сликата на спектрот на пегата и спектрот на Сонцето. Бидејќи пегата е постудена, Сонцето има 6000 степени, а пегата 3000 степени, гледате повеќе спектрални линии овде. Значи, некои молекули кои ги има на пегата се дисоцира на атоми во Сонцето. Бидејќи температурата е поголема на другите положини. Од тука правиме од овој спектар, од овој филм, на микрофотометри или на компјутери, правиме овие регистри. Ево Сашо, сите работа само на зголемена. Еве, на секоја линија одговара на еден атом или на една молекула. Прво ги одвајаме кои линии припаѓаат на атоми, а кои на молекули. И после настанува идентификација. После тоа вршиме разни мерења и вршиме со компјутери, со формули кои ги гледате овдека, разни пресметки, математички, така да видиме дали теоријата се слага со нашите мерења. И ако теоријата не се слага со нашите мерења, во тој случај или нешто е погрешно во теоријата, или нешто погрешно во мерењата, тоа е после Еве како изгледа една пега со јадро, со сенка и полусенка, а еве поврнината на Сонцето, и овде е сликата на пегата. Овде е сликата на пегата, а овде е спектрот на пегата, а овде е спектрот на Сонцето.
испитуваме температурата на пегите, испитуваме композицијата, што се оставени. Така сакаме да најдеме закон да ги откривеме, да ги предвидиме. Jer ерупциите се развијат околу пегите, тоа е како вулканите на земјата. И тоа е многу важно да ние знаеме однапред кога ќе избие некоја ерупција. За космичките летови тоа е важно, бидејќи тие се убитачни. Тие испуштаат зраци, хикс зраци, рентген зраци, значи, ултравиолетни зраци кои се убитачни, а нас овде атмосферата не штити, али овие астронаутите кои излегуваат од надвор од атмосферата, тие не се заштитени. Ние четворицата работиме на активноста на Сонцето и уште причината за пегите кои се појавуваат во цикл од 11 години не е уште пронајдена. Знаеме сега композиција, знаеме многу работи за пегите и може да предвидиме една ерупција за 10 дена унапред. Дека кроз 10 дена према тоа како се развија пегата и како областа околу пегата се развива. Така наречени активни области на Сонцето. Тоа е исто како и телото од ljudско, кожата која ја оболедува од нешто, нели? Така и тоа околу пегата се јавуваат дамки и други посветли оболувања. Тоа е во саштост едно оболување на Сонцето. Сонцето и припаѓа на нашата галаксија. Во нашата галаксија има 100 милиарди звезди. А такви галаксии како нашата има околу 100 милиарди други. Замислите, Сонцето е во нашата галаксија запримено скромно место на периферијата на галаксијата и е осредна звезда. Има околу 1000 пати поголеми од неја, од Сонцето, од него, кои се викаат гиганти, и исто така многу и помали кои се викаат патулици. Али за нас е Сонцето важно затоа што Сонцето е единствена звезда чија поврнина ние можеме да видиме и да снимеме. Второ, ние припаѓаме на Сонцето како една од 9 планети и добиваме топлина, енергија, светлина, све добиваме од Сонцето. Во целата Вселена има околу 100 милиарди галаксии. Нашата најблиска галаксија, нашата соцветка е Андромеда, која е 2 милиона светлосни години. Тоа значи, а ние ја сликаме, на светлината е потребно 2 милиона години да дојде од таа галаксија до нас. Тоа значи дека ние гледаме што станува пред 2 милиони години. Бидејќи ние подаци добиеме светлината, а она е тргна пред 2 милиона години. Нашата галаксија има пречнико 100.000 години светлосни. Тоа значи на светлината е потребно 100.000 години со брзина од 300.000 км во секунда да помине од еден крај во друг крај на галаксијата. Овие 100 милиарди галаксии за кои ви зборев се распространени во една сфера која према Einstein е една цифра со 82 нули. 10 на степен 82 км. Тоа е према Einstein. Према наши мерења ние добиваме податоци од галаксии кои се оддалече и сега најнови, 15 милиарди светлосни години. Тука сме продрали најдалеко. Значи, на светлината е потребно 15 милиарди години да дојде од најдалечна галаксија до нас. Али тоа не значи дека тоа крај, тоа значи дека за да одиме подалеку, или е тоа крај, или за да одиме подалеку ни се потребни големи телескопи.
по статистички податоци на еден американец, секоја шеста звезда во нашата галаксија, значи секоја шеста звезда од овие 100 милиарди звезди има околу себе планети. Тоа значи, ако има 1000 планети, овај 10 планети, секоја 9, например, значи во нашата галаксија би требало да има, по тие статистички податоци, околу 200 милиарди планети. Може да замислите. Но на нашиот систем има живот до сега. Пронайден само на Земјата, се мисли некако вид на живот дека има на месечината, али во другите системи, има околу другите звезди, има други планети, сигурно има живот. Само тие се далеку, техниката не е уште развиена, до камера добиеме прстки. Видите, на Земјата има живот затоа што Земјата има најпогодно растојање од Сонцето. Овие првите планети, Меркур и Венера, е многу топло на Меркур и Венера. Зато нема живот. Ние сме после Венера, а после Марс. На другите, од Марс, Јупитер, Сатурн и така натаму, е многу студено. Марс има најпогодна температура после Земјата за живот. Значи, во другите системи, сигурно има исто така една Земја, една планета, која има погодно растојање од звездата, каде што може да се развие живот. Jer невозможно да нема живот во една галаксија како нашата, која има 100 милиарди звезди, да не збориме за другите галаксии, екстра галаксии. Например, нашата суседка која има исто така 100 милиарди звезди, Андромеда, она има ист тип на звезди, како и Сонцето, како и нашата галаксија, мора да има и една Земја. Овдека сме пред Париската обсерваторија, во САЩ прва обсерваторија во светот, отворена во 1667 година во присуство на Луј XIV. Наиме, неговиот министар на Моналица, Колбеер, му предлага на Луј XIV да отвори обсерваторија за да астрономите направат небеска карта по која ќе се ориентират неговите бродови. Тоа е најстара обсерваторија, али во тоа време, во 1667, овде е била пољана. После кога стана град, овде сме во центар на Париз, тука е латинскиот кварт, Жансен отвори Медонската обсерваторија каде што бевме вчера.
Kako postignuš, mi vika jedan profesor od Skopskog univerziteta, da nas ni pomagaš, da sve čini za nas, rabota, familija i sve to da ide i da studiraš više drugi. Treba dve raboti. Prvo da zdravlje, to me služi ušte. Francuzi vika da čupne me na drvo. I ljubav. Sve to ovo što go pravim su ljubav. Učenje na jazici, astrofizika, strežba su naši, su Jugosloveni, specijalno su Makedonci, bijeki najgolem broj na Jugosloveni koji svetom se Makedonci. Ima i Belgrađane, druge republike. Sve to go pravim su ljubav i go pravim za Jugoslavije. Има еден од вашите кој ви познава овде, наш земјак, ми вика дека Паскал све што работи, не работи, мислам, на половина, работи Ja imam vic jedan za to. Ako mi dade neko da učistam ulica, polovina ulica, ja će čistam celata. To je možda ne je vrlina samo imana, sve odam do kraj. Mi sovetujaše suprugata moja koja predava anglijski i francuski, da vo institutu, britanski institut koji je u Paris, koji je dolenjen na Cambridge univerzitet, može se nauči najdobro anglijski. Ali to ja mislim da je zastana na polovina, pa 2 ispita. Ja sam oteo do kraja i diplomirao sam. Zato što ne možem da se sopram. Anglijski je mnogo potrebe za našta rabota. Ако надвор публикувам работи, ги публикуваме на англиски, натрево на француски. За една ваква работа треба многу време. Колку време вие трошите на наука и дали имате воопшто време за вашата фамилија и за... Имам време. Како тоа успевате? Денот е составен од 24 сати, јас сум 6 сати спијам и 18 сати сум во покрет. Сметам дека југословените се многу симпатични, а мојата ќерка го има избрано Паскал по своја желба и затоа што таа го сака. Да, многу сум задоволна. Прв пат Паскал го сретнав кога предавав на Француската алијанса. Тогаш јас имав една пријателка од Југославија. Таа една вечер ме покани кај неа. Јас и телефонирав дека ќе дојдам. Додека разговаравме, таа ми рече дека има еден пријател југословен кој исто така ќе биде тука. Кога дојдов, младиот југословен беше тука. Тоа беше мојот маж. Подоцна излеговме заедно за да го фатиме последното метро. Тогаш тој ме покани да ја посетам обсерваторијата. À minuit parce qu'il fallait quand même bien prendre le dernier métro et il m'a invité à venir visiter l'observatoire, ça m'intéressait, j'y avais jamais été. Тоа многу ме интересира. Зашто јас до тогаш не сум била таму, а за неа имав многу слушано. Како се живее покрај научник, не е тешко. Единствено што понекогаш е многу замислен, одсутен, но не без дух. Тој целиот е со мислите за она што го работи. Еднаш бевме в кино, а по филмот морав да му ја раскажам целата содржина. Бидејќи додека го гледаше филмот, не ја следеше содржината, мислеше на својата работа. Ова е кафана која најмногу сакам.
Затоа што се навоѓа во најбојот крај на Париз за мене, во Монпарнас, како што рековте. Затоа што овој крај го запознав, прв крај кој го запознав засакав кога дојдов овде, не е далеко од обсерваторијата и затоа што и историска. Тука доаѓа Ленин, тоа предпочитана кафана, биејќи живеел во една мала улица тука име негов музеј. Слободно време јас најмногу кога можам одам во театар. Зато театарот го предпочитувам пред киното, не тоа не значи дека не одам во кино, али во театар поприродно е. И кроз театар најлесно го запознам францускиот начин на животот. Се асимилирам, биејќи живеем тука, треба да познавам нивниот начин на живот. Театарот е директно, има со артистите директна врска. И од 80 на театри во Париз, од моето доваѓање овде скоро сум ги посетил сите, али сепак театар кој најмногу сакам е La Comédie Française, кај што ги видел сите пиеси од Молиер и други пиеси. Сега помалку одам од раѓањето на мојата ќерка, не затоа што таа ме спречува, затоа што повеќе сакам да останам со неа. Инаку кога сте во оваа кафана, зашто размислувате вака најмногу? За целиот свет размислувам. Најмногу за Југославија, бидејќи не само затоа што сум југословен, затоа што тука има неколку кафани кај што доаѓаат југословени. Разноразни југословени, разни слоеви. Сега јас мислам дека правите вредности на Југославија овде ги запознав. Jer njegoš vika ko je na brdu više vidi nego ispod brda. Pariz je brdo. Od ovdje kad cijeli svet se gleda. Nije ko sme во Југославија се бавиме со критики, ситните работи, оно што не чини зборуваме. Те ова е скапо, зашто ова поскапило, те ова не ми дале, те ова не, тие се елементи минеја, што ги назове не значи. А од овде гледам глобално, во еден контекст светски, гледам потези на руководството во спољна политика на која можам да скидам капа. Тоа не го викам о никакви опортунистички побуди, ја не сум опортуниста, јас викам оно што мислам. Али ова го викам дека сега гледам на вистина према овој свет од 150-170 земји на колку има, дека политиката надвор према овој свет е безпрекорна. Се обраќам на младите. Овде од 16 години како сум овде, сум видел многу млад свет од кај нас кој доаѓа на специализација. На многу нив сум се одушев, сум видел многу добри млади луѓе, али сум видел и такви, како да речам, не лоши, него помало амбициозни. Потребни се две работи. Прво да се работи, али во таа работа да се истрае, персеверанс француски вика, истрајност. И да не се плашат од неуспех. Бидејќи према една српска пословица, неуспехот е стол на успех. Значи, треба работа, истрајност, разбира се, оно што се работи да се сака, али да се оди до крај. Во Париз се сретнавме покрај останатите што го познават Паскал и со Чедо Станковиќ, стален дописник на Тањунко од Париз. Јас разбрав дека вие го познавате повеќе од 6-7 години. Паскал, што мислите вие за Паскал? Паскала Сотировскog, македонскog и југословенскog научника великог угледа познаем од пред 10 години. Временом е наше познанство спонтано претворено у пријателjstvo и ја о njemu имам задоволство да вечерас кажем неколико речи. Pre svega, Паскал ужива велики углед меѓу француским научницima, меѓу југословенима и понос и углед. I smatram da kao takav služi pogotovo na ponos sopstvenoj zemlji i posebno sopstvenoj republici iz koje je ponikao. Uostalom, Paskalu Sotirovskom su odali priznanje i veoma ugledni strani naučni časopisi. Nedavno sam naišao na jedan takav časopis u kome se on pominje kao jedno od najznačajnijih naučnih imena u svetu zajedno sa jednim Amerikancem i jednim Nemcem. Francuzi, ceneći ga i ne krijući da je on jugoslovenskog porekla, da je Jugosloven, su istovremeno stavili da je Jugosloven, Francuz
Pascal Sotirovski, jedan od trojice najuglednijih naučnika u određenoj disciplini iz njegove oblasti. To je Pascal kako ga ja gledam kao naučnik. Pascal kao čovjek, to je posebno poglavlje. Ja poznajem kao i svi drugi Jugosloveni na radu u Parizu, naravno i priličan broj Makedonaca. Pascal je nešto posebno i među Makedoncima. On raspolaže jednom posebno toplom dušom koja verovatno, kako je meni nedavno Cveta Kotevska, kad je bila u Parizu, objasnila, verovatno takvu dušu, takav sastav duše nosi Pascal Sotirovski iz svog rodnog Mavrova. Prema njenom tumačenju to je deo Makedonije sa naročitim senzibilitetom, posebno prema ljudima i posebno prema kraju iz koga potiču. Pascal Sotirovski je inače, kao što se može i u ovoj emisiji da vidi, uvek okružen Jugoslovenima i posebno Makedoncima. Slika koja se može vidjeti u ovoj emisiji nije nikakav izuzetak kad je reč o Pascalu Sotirovskom. On je domaćin u svakoj prilici i vrlo drag domaćin i domaćin koji nalazi sreću u tome da to bude prema svojim sunarodnicima. Ne bih rekao sve o Pascalu Sotirovskom ako ne bih pomenuo njegovu suprugu, koja je francuskog porekla i koja je izvrsna domaćica svim gostima, uključujući povremeno i mene, sa velikim strpljenjem, što je više izuzetak nego pravilo kad je reč o francuskim građanima i o francuskim. Jaz mislim, дека ова е нормално, кога една жена ќе somаži за странец, кај нас да има повеќе странци во посета. А тоа на мојот маша и мене ми причинува задоволство. Тој преку посетите на неговите сонародници се сеќава за својата татковина и родното место. Тоа е многу пријатна атмосфера, се чувствуваме убаво. Relativna rabota, ali da se uspe na ubavi mesta, to. Сега нема да биде нескромно да кажам, на моје место, например, сум член на СНРС, на Centre National de Recherche Scientifique, имам виши научен соработник со Париска обсерваторија, тоа и сега дури некако ми е неразбидливо како тоа го постигнав. Работев, разбира се, многу, али гледам каква е голема, огромна конкуренција на французи прво. Јас сум странец, од мала земја, мислим, не на наука, не е како на медицина, на други, на Англија, на Америка и така натаму. Само треба и Дали страни. мислите вие да се вратите на тоа? Па, да се вратам, мислам секогаш. Ние секогаш што живееме, секој ден мислиме на тоа. Затоа и немам дупло државјанство, што се вика. Али, разбира се, тоа е долга прича.